Владата сака да ги задржи младите дома и да го запре одливањето на македонските мозоци во европските земји. Еден од начините владата да се приближи кон оваа цел е носењето на новиот оперативен план за вработување, кој што на владина седница ќе биде усвоен овој месец. Преку Агенцијата за вработување ќе се креираат нови мерки за да се привлечат македонците што студираат во странство, да се вратат и да работат во земјава или пак да отворат свој бизниси овде. Како што информираше премиерот Христијан Мицкоски, одвоени се нешто помалку од 40 милиони евра. Главен фокус на овој план се младите до 29 години. Владата планира овој месец, март месец, да го донесе новиот оперативен план за вработување, со што ќе бидат издвоени нешто помалку од 40 милиони евра, мислам, негде околу 38-39. И веќе по неговото усвојување агенцијата ќе може да се тоа го имплементира и да ги поддржува овој тип на активности со посебен фокус на младите до 29 години. Затоа што иднината на Македонија се младите и ние мораме да се однесуваме да ги така и да ги задржиме младите тука, да не ни напуштаат државата. И токму таков ќе биде фокусот на овој нов оперативен план за вработување. Предходно, владата најави нови 70.000 работни места во наредните 4 години за млади луѓе, 500 за гарантирани работни места за најдобрите студенти од универзитетите во Македонија, како и нови даночни олеснувања на фирмите и компаниите во Македонија за вработување на млади. Владата инвестира и во образованието. Во моментов има одвоено околу 2 милиарди денари за проекти во овој сектор. Повеќе од 30 капитални инвестиции, 7 комплетно нови училишни згради, 20 се реновираат, спортски сали во Струга и во Битола, отпочнуваме со спортските сали Кисела вода и аеродром. Во план е продолжување на проектот за реконструкција на универзитетите, односно зградите на факултетите Финки и ФФК. Отпочнуваме со кампусот Мајка Тереза, така што образованието представува еден значаен фокус на оваа влада. Мицкоски најави дека ќе продолжи инспекцискиот надзор во високообразовните институции за стандардите, дали ги исполнуваат или не. Доколку се откријат неправилности во одредени институции, ќе им се стави клуч на врата.